Здраво дечки, денес ќе ви го представам Алфа Ромео Junior. Не, вака се кажува. Алфа Ромео Junior, ибрида специјале in rosso brera, црвена боја. Una bella macchina, мама мија. Ибрида специјале е бидејќи доаѓа со mild хибрид технологија, инаку 1, 2, 3 цилиндра, истиот мотор сме го виделе многу пати во други негови браќа од истата групација или конкуренти, 136 конски сили, амортизери на хълбата и сега да зборуваме за поинтересниот дел околу деталите на дизајнот. Оно што сакам да го кажам, тука малце ќе ве заглавам, бидејќи долго време автомобилскава индустрија не понудила дизајн, не понудила автомобил, не понудила модел кој што има карактер. Порано сите возила во кои што сме заљубени имале карактер, имале душа, имаат дизајн на кој што му се воодушевуваш. Денес едноставно сите коли ми се еднолични, бар за мене, не знам за вас. Но ретко кој бренд знае да извади добар дизајн, а ретко кој бренд знае да извади дизајн кој што има карактер. Алфа Ромео има карактер, кога го гледаш му се восхитуваш, не само бидејќи е ремек дело, бидејќи самиот дизајн кажува што е ова е Junior, ова е најмалиот кросовер на Алфа во нивната понуда што ја имаат, односно ова е првиот кросовер кој што го имаат во овој сегмент. Предницата дизајнерски, дали да го кажам, нивното големо лого тука на предната маска кој што се истакнува или фаровите кои што се инспирирани од EZ Zagato, легендарниот модел на Алфа Ромео, или сите детали во целиот брани кој што уау, само му се восхитуваш, како што кажав, росо брера, црвенава боја која што уау, има таква длабочина и едноставно не можеш да си изнагледаш. Тркалото кои што се инспирирани од многу легендарни модели на Алфа и едноставно кога ќе ги погледнеш знаеш дека станува збор за многу интересен модел на Алфа и се преубави. Ги обожавам, 18-инчни. Во другиот детал, другите, односно работи, имаме оваа рачка тука која што исто така 147-ка, 156-ка, 166-ка и уште не знам кој се друг модел на Алфа го има овој детал тука позади на задните врати. Логото нормално е поставено веднаш до него. Задниот дел, признавам, бар за мене ми треба малку време да му се навикнам на сите овие детали и линии кои што ги има. Можеби во поглед на светлата ми треба време да се навикнам, бидејќи во одредени моменти ми изгледа како MG4-ка. Тоа видео веќе можете да го погледнете тука. Не кажам дека се скопирани или се исти, тука едноставно кажам дека формата ми е слична. Малку ми е нетипична за Алфа, односно за предницата што има така агресивна, но ова е карактер, едноставно нејзин дизајн кој што нема никаде да го видиме. Друга работа, двата отвори за издуво кои што се реални. Мислам, окей, бензин, кој што е реален и убаво се истакнува Алфа. Преубаво, мислам, преубаво. Во поглед на практичност, 455 литри багажен капацитет, или ако грешам точната бројка тука ја гледате, ако го изам од ранец, за поубаво се види, ќе видите дека стварно има доволно простор за багаж за оваа категорија, бидејќи Junior има за задача да го замени легендарниот модел на Алфа Ромео Мито, кој што е совршен градски автомобил според мене и сум заљубен во него. Но под оваа даска имаме уште еден отвор одоздолу кој што може да го искористиме дополнително за товарење или оваа даска може да регулираме на две нивоа. Под неа имаме простор за големо резервно тркало ако сакате во дополнително опрема си ставите. Куки за качалки, што е супер, односно за качалки и куки не можам да видам, 12 волтен приклучок за струја, автоматско отварање и затварање на вратата, си ја соберам чадорот, бидејќи сега ќе влеземе внатре. Да бидам искрен, заднава клупа не е баш најудобна за седење, бидејќи, ајде вака, како што гледате, ова седиште напред е на место на според мојата возачка положба и јас простор за нозете позади, еве колку имам. Не го буткам седиштето, не ми е толку кнап, сум долепен до него, се уште имам простор и седиштето убаво малце вдлабнато внатре за да баш ради овој момент, но
ако споредуваме со конкуренцијата, одредени модели позади имаат малку повеќе простор. Нема да му замерам толку многу на Junior, бидејќи Junior и Алфа Ромео имаат една карактеристика која што е малку по-спортска и не е толку фамилиарно возило, и затоа Junior нема да го гледам толку многу кон тој фамилиарен аспект, но сепак ќе се користи како можеби второ возило дома, па овој дел тука ќе се гледа. Друга работа е што ивиците доле на прагот е доста широка и е малку проблематично при излегување особено на вака на влажен и калив ден, ќе се направите партал. Инаку, ако се возите тројца, немојте, бидејќи има превисок тунел и нема доволно простор за нозете од страна, бидејќи ќе се буткате. Има две каскади тука кои што се направени од тунелот, но ќе се буткате со другите двајца патници, затоа нема многу да зборувам за овој дел. Имаме еден USB порт тука на средниот дел кој што супер ако полните нешто, джепчиња во седиштата, немаме наслон за раката, Isofix куки кои што лесно се стига до нив за поставување на детското седиште и сега ќе се префрлиме напред. За разлика од позади, напред е друга приказна, што би рекол Фичо. Стварно тука друга приказна, бидејќи, мислам, седењево, положбава, дизајнот, се е преубаво. Стварно е преубаво. Прво од возачки аспект, ако станува збор за ентузијаст како мене, кој што ќе гледа да има возил кој што ќе го вози убаво, кој што ќе седи во него добро, кој што ќе сака да се чувствува убаво со сите овие детали, пример како логото што е втиснато тука на седиштата, со овие црвени детали на истите кои што изгледа како да пулсира светло, а всушност е дел од текстилот, интересно изгледа, кој што тука на овие вентилации е поставено логото на Алфа и навечер е осветлено. Со 10,25 инчниот екран од инфозабавниот систем, но исто така и од екранот пред возачот кој што ги гледа сите информации. Убавата, точната големина за волан кој што секој ентузијаст би ја посакал. Таман, ни преголем, ни премал, таман. Лопатките се тука. Менувачот ќе видите, како што кажав, сепак е истата групација со многу други модели кои што неодамна ги возев и истиот дизајн е, но ајде вака. Многу е поразлично. Истиот мотор, истиот менувач, горе-доле истата платформа, многу е поразлично. Тоа ќе го кажам за возење. Положбава за седење фантастична, можете се наместите како сагате, и она што ми се допаѓа, седам како во хетчбек. Седам многу убаво, ниско во возилото, така ми бара самата Алфа, но во исто време ми е многу прегледно. Како што кажав, 10,25 инчен екран кој што работи фантастично, убава респонзивност, убава графика. Можете го поврзете со Apple CarPlay и Android Auto. Бежичен полноч имаме тука доле, два USB порта, едниот Type A, другиот Type C. Овде имаме остава за шишиња кој што е супер, бидејќи со овие прегради можете да си ги подместувате и да ширите колку што имате вие потреба. Плюс тука некоја мала остава има веројатно за клуч или нешто ситно да ставите, и под наслонов за раката имаме една доволно голема остава која што може да искористиме и наслонов да оди напред-назад. Доволно е за дизајнов, мислам. Сега да се почне се вози. Сега околу возењево, стварно, кога ќе седнете да го возите Junior, ќе сватите за се она што го зборев до сега. Денес автомобилската индустрија е толку далеко стигната, толку многу имаме развиток, толку многу технологијата е развиена, толку многу брендови се појавија, силна конкуренција, но наставно возилата некако стана еднолични. Нема толку многу забава, нема толку многу карактер. Се, ќе кажам, одредени групации, брендови можеби нудат, но се дури не дојдете кај Алфа, ќе сватите дека тоа не е баш така. Нели го видовме делот околу дизајнот, дека има карактер, и кога ќе седнеме да возиме, сваќаме дека возилово има карактер, има дух, има душа, едноставно си збори колава, си кажува што си мисли, затоа кажувам дека има цврст карактер Алфа. Тоа ретко се случува, а
и тоа како ние ентузијастите го сакаме и го бараме. Можеби некој што не се замара толку многу за колите, не му треба тоа, но ние што го сакаме, ни треба и искрено ни фали. Junior, фала ти многу, Алфа Ромео, фала ти многу што не почитуваш се уште барем ти и ни го нудиш ова што го имаш, карактер, душа, да те гледам баш како човек, бидејќи си сам за себе, мислам, сам за себе во поглед си тотално различен од се останато. Да, знаеме во која групација, да, како што кажав, моторот, менувачот, други компоненти, се исти како другите модели од истата групација што ги има, и неодамна ги возевме, не знам, Opel Mokka, Jeep, Avenger, Fiat 600, Citroen и така натаму, истите перформанси, да, но тотално различно возачко искуство, тотално различно искуство. Прво седиме многу пониско. Како што кажав, се чувствуваш како во хетчбек, не се чувствуваш како во кросовер, не се чувствуваш како во SUV да имаш клатење, баш убаво, стегнато, стабилно возило. Второ, воланот преубаво големина, преубав на фат на рака, многу добро. Одлично распределени контроли околу педалите. Дури ми е интересно што малку е стеснато, што ми е типично за италијан, некако во поглед на нозете, па некој пат ги допирам двете педали со едната нога кога така на пола треба да се мрднам. Не знам дали доволно добро објаснив, но тука ми се блиску една до друга педалите и ми е поинтересно за возење, се чувствам многу позабавно, многу по тој ентузијастички дух го чувствувам тука во Junior. Да, перформансите, па ќе кажам, 136 конски сили се тие. Можеби искрено би сакал да чуам тоа, неколку пати го нагласувам кај Алфа, бидејќи стварно ми фали да чуам, иако целата автомобилска индустрија знаеме кон што води, но би сакал да чуам еден 3.2 бусо мотор, да го слушнете тој неповторлив звук на Алфа. Ми фали да имаме ни такви јаки перформанси, иако 136 конски сили воопшто не се шала и стварно убаво управуваат и одлично се склопени во целиот овој пакет, да не имате искрено потреба, немате потреба од нешто повеќе, сосема е доволно, убав менувач, убав мотор, убаво ги имате сите тие перформанси на располагање. Но едноставно би сакал бар звукот да го чујам. Тоа сум јас и тоа сум многу мал процент што искрено би го побарале луѓето како мене. Останатите ќе се задоволат со сето ова што го има и е стварно фантастично во тој поглед. Друга интересна работа околу него мора да нагласам што еднаш го кажав во една друга епизода и тука многу добро му стои, му одговара тој дел од карактерот, односно комфорна крутост. Доволно е крут да чувствувате се што се случува со возилото, имате одлична контрола над возилото, одлична стабилизација, но од друга страна е многу комфорен. Нема да истресете камен од бубрек, не е толку цврст, убаво, комфорно. Може би дал една мала критика конкретно на задниот дел, знае некој пат да одскокне, не драстично, минимално, но кај Алфа некако сум навикнат да биде толку многу цврсто, стабилно и се, што во овие по-ниски, односно по-градски класи, не можам да се навикнам, односно толку многу убаво ми легна возилово во кривини да ми спие, да ми биде како на шина, да едноставно почнав многу ситни детали да му ги приметувам за да извадам некоја негативна критика. Инаку како друга негативна критика би стакнал околу прегледноста, позади на задното стакло, бидејќи е доста издигнато нагоре, има некоја косина, убаво е прегледно и се, иако седам ниско, но конкретно тој дел во урбаните средини знае да ми предизвика одредени проблеми. Но тоа го компензирам со паркинг камерата која што има фантастична респонзивност и графика
и едноставно го немам тој проблем. Но еве чисто сакав да кажам со што се можете да се соочите како негативни моменти. Инаку веќе може да видите дека е осветлено се црвено, дури тука кај инфо екранот пред возачот, тука доле на овие делови, алфа знакчињата сега од вентилацијата исто така светат многу убаво, но тие се променуваат кога ќе смените и различен драйв мод, бидејќи преку DNA, препознатливата за алфа, преку Dynamic, Natural и Advanced Efficiency можете различни перформанси да имате во одреден момент, односно кога сакате да бидат поспортски, да имате повеќе респонзивност над возилото, тогаш нели си одбирате поспортски режим, кога сакате да имате средно, си одбирате средни, кога треба да биде максимално економично, тогаш и тоа го имате. Сега сум околу економичноста, секој пат овој мотор го фалам бидејќи стварно нуди еден интересен момент и дополнително на сето тоа тука и она што кажав ибрида специјале. Специјале е нивото на опременост, ибрида значи хибрид, односно mild хибрид е овој пакет, што секој пат го фалам кој го имам на тест, бидејќи овој mild хибрид не е класичен mild хибрид, а не е ни класичен хибрид, а имате доволно ви овозможува доволно километри да изминете на струја и на таков начин да намали што е можно пониска потрошувачката, односно во моментов да ми изнесува 6,2 и во град дури да се спушта на автопат да се спушта и многу пониско од тоа. Инаку во овој специјален пакет на опременост Junior изнесува 36.000 евро, односно точната цена веќе тука ја гледате, 36 и нешто, што внимавајте. Не го споредувајте со Fiat, со Citroen, иако се истата групација, истите мотори, компоненти, има многу разлика. Алфа многу одамна е сериозен модел во премиум класата и не можеме да го споредуваме со тие модели, иако и тие се фантастични, но едноставно Алфа со сето она што го нуди, не го кажав преска, но овој материјал тука што го гледате сега на видео и на слики, не можете да препознаете дека станува збор за мек материјал, бидејќи изгледа како метал, многу убаво, а е всушност тука е меко. Нагоре да има подцврсти пластики, но е убаво се сработено, цврсто, да немате крцкање, да немате тропкање, и во истото време се чувствувате убаво, пријатно. И затоа цената е малку повисока, подобра изолација имаме. Дефинитивно Алфа има тука нешто вмешано прсти во поглед на стабилност, бидејќи многу поразлично вози од сите негови конкуренти од истата групација. Возачката положба ми е фантастично подобра, бидејќи седам и се чувствувам како во хетчбек. Стварно има многу разлика и би кажал дека цената му е оправдана, зашто е толку повисока за разлика од другите модели од истата групација. Но ако го споредуваме со модели од премиум класата, тогаш веќе може реален муабет да правиме. Многу засакав Junior, многу, бидејќи колку карактер има. Морате да седнете да го провозите, да видите во кои моменти ќе ве насмее, во кои моменти ќе ви изненади колку добро управува, во кои моменти ќе видите каде позади одскокнува, па ќе треба се прилагодите на таквиот начин на возење. Многу возило полно со карактер. Вакво нешто одамна стварно немавме и стварно ни требаше. Пишете ми во коментарот што мислите вие за Алфа Ромео Junior и што сакате да видите наскоро. И нормално се гледаме наскоро со ново видео. Направете subscribe, бидејќи стварно многу ни значи вашата поддршка. Колку повеќе нема, толку повеќе и интересни и поинтересни возила на тест. Но исто така ние сме најголемиот и најпопуларниот автомобилски YouTube канал во Македонија. Фала ви многу и се гледаме наскоро. Чао!